Добар ден! Јас сум Елизавета Радеска, воспитувачка вработена во детската градинка Младост во Тетов. Денеска на оваа презентација во е занимална. Наслов на видеото е Редење на бои во низа од темата Весела математика. Редење на бои во низа. Тоа значи нешто да редиме едно до друго. Јас ги одбрав круговите и тоа во боја. Жолта, црвена и сина. И си ги класирав. Си направив 3 купчиња. Во наедното купче ги ставив жолтите кругови, во второто црвените и на третото купче си ги ставив сините кругови. Потребен материјал за оваа активност е следниот. Логички плочки со кружна форма, со жолта, црвена и сина боја, кругови исечени од хамер во боја, исто така со жолта, црвена и сина боја, и колаш хартија, исечени кругови, жолти, црвени и сини, да ги одлепиме и да ги залепиме во низа. Сега почнуваме со првата низа. За првата низа ќе ги искористиме жолтите и црвените кругови. Еве вака изгледа првата низа. Редиме жолто кругче, црвено кругче, жолто кругче, црвено кругче и пак повторуваме жолто кругче, црвено кругче. А што мислите вие сега ако сакаме да ја продолжиме низата да ни биде подолга? До црвеното кругче, какво кругче треба да ставиме? Жолто. Ајде да видиме втората низа како сега ќе ни изгледа. Исто така и овде имаме само жолти, црвени кругчиња, но сега имаме 2 жолти, едно црвено, 2 жолти и едно црвено кругче. Доколку сакаме да ја продолжиме низата, до црвеното кругче треба пак да продолжиме со 2 жолти и пак црвено кругче и така натаму. Како имаме во третата низа? Сега овде имаме исто жолти и црвени кругчиња, но сме зеле по 2. 2 црвени, 2 жолти и 2 црвени кругчиња. Следната низа ќе ни биде направена од црвени и сини кругови. Како изгледа таа низа? Ги редиме и почнуваме прво со црвено кругче. До него ставаме сино кругче. Пак повторуваме црвено, сино, црвено, сино. И ако сакаме да ја продолжиме низата, до синото кругче, што мислите, дечиња? Какво кругче треба да ставим? Црвено. Ајде да видиме втората низа како ни изгледа. Втората низа исто така е составена од црвени и сини кругови, но сега имаме 2 црвени, едно сино, па пак 2 црвени, едно сино. И ако сакаме да ја продолжиме, продолжуваме пак со 2 црвени и едно сино. Како ни изгледа третата низа? Третата низа ни започнува со 2 сини кругчиња, па едно црвено кругче, 2 сини, едно црвено. Како сега да ја продолжиме, дечиња, низата? До црвеното кругче треба да ставиме пак 2 сини кругчиња, па црвено кругче и така натаму. Ајде сега да видиме да ги искористиме сите 3 бои, жолти, црвени и сини. Како би ни изгледала низата со овие 3 бои на кругчиња? Почнуваме со жолто кругче, црвено кругче, сино кругче. Па пак ги повторуваме жолто, црвено, сино. Да видиме сега втората низа како ни изгледа. Почнуваме со 2 жолти, 2 црвени и 2 сини кругчиња. А како понатаму би ја продолжиле? Би ставиле одма сини кругчиња до сините или? Не, треба жолти кругчиња до сините да ставиме и тоа по 2. 2 жолти, пак продолжуваме со 2 црвени и на крајот завршуваме со 2 сини. Јас мислам дека, деца, доволно бев јасна и вие ја разбравте оваа активност. Затоа сега сакам да ви зададам една домашна задача. Тоа е обоја низата со кругови според дадениот пример.
Овде ни се дадени 3 низи. Во првата низа е покажано дека имаме едно жолто кругче и едно црвено кругче. Како сега да продолжиме со другите кругчиња што не ни се избоени? Продолжуваме со жолто, па црвено. Жолто, црвено и така натаму. Во втората низа ни се ставени прво 2 црвени кругчиња, па едно сино. Како сега да ги избоиме другите кругчиња? Пак повторуваме 2 црвени, едно сино. А третата низа, таму ни се искористени и жолтата, и црвената, и сината боја. Прво е жолтото кругче, второ е црвеното кругче и трето е синото кругче. Но ни останаа уште 3 кругчина неизбоени. Како тие сега да ги избоиме? Ајде да ми помогнете. Јас мислам дека треба прво жолто кругче, црвено кругче и на крајот сино кругче. Сега, јас мислам дека дома додека сте, вие имате време и за играње и за учење. Учиме преку игра. Па така, јас сега ќе ви покажам една игра која што може и вие дома да си ја правите со вашите коцки. Јас овде си имам кружни коцки. Сакам сега од нив да си направам низа во бои. Прво си ставам 2 сини коцки. Сега ми требаат уште 2 црвени. Си ја ставам едната црвена коцка, па ставам уште една црвена коцка. Сакам да ја продолжам низата со жолти. И од жолтите си ставам 2, затоа што така почнав. Со 2 сини, 2 црвени и 2 жолти. Ако сакам да ми биде подолга низата, пак си повторувам. Сино, црвено, жолто. Исто дечиња и вие можете дома да си играте со коцките и да си ги редите по боја. Може да си редите и сламки и сечени на помалечки кругчиња, делчиња и да си направите еден убав џердан за вашите мајки, редејќи така што ќе пазите на боите. Ако почнете со црвена и со жолта, ќе треба само црвени и жолти да ставате. Тоа е по ваш избор. Довидување, дечиња!